Сега, веќе 5 саботи зборувавме на тема стапки до Голгота, или стапки до животот. И поминавме тие 5 теми, меѓутоа некако, значи ова не е дел од таа серија, но некако мислите се уште ме водат кон Голгота, а и самата Елен Вајд ќе каже дека барем половина час во текот на денот ни треба да ги насочиме мислите токму кон тие завршни мигови од Христовиот живот. Значи Гециманија, од Гециманија до Голгота. Целата таа негова Голгота, целото тоа негово патешествие, сето она што тој го сторил за нас за да ние можеме да живееме, да имаме вечен живот. И се сеќавате минатиот пат, зборувавме за таа средба помеѓу Пилат и Исус. Средбата со царот на вистината. Кажавме дека многу клучен момент е тоа како ќе одговориме, како ќе изреагираме и како ќе тече нашиот живот понатаму од таа средба, од средбата со царот на вистината. Затоа што вистината ослободува, затоа што вистината значи и спасение. Не само да се поседува, да се има, туку да се живее. Вистината да има вас, нормално. И сега размислувајќи околу Пилат, па дојдов до Кајафа. И затоа денеска решив да зборуваме малку за средбата на Кајафа, на првосвештеникот тогашен, со Исуса. Претходно би напоменал, знаеме од Библијата дека облеката го символизира карактерот. Че облеката спомната во Библијата обично го символизира карактер. Да се сетиме само на Адам и Ева, речеме на почеток. Тие не биле облечени во, вака, да кажем, вештачка некоја облека, кој што ние денеска ја носиме, туку, знаеме сите, биле со една светлосна обвивка, која што всушност се представува славата Господова, или пак тоа е карактерот. И затоа Павле во Римјаните ќе каже подосна: сите сгрешија и изгубија славата Господова. Па така и Адам и Ева, во моментот кога ќе го направат гревот, таа обвивка се губи од нив. Значи, облеката обично го символизира карактерот. Да се посетим на Христовата невеста, односно на црквата. Еве ќе отвориме во Ефесијаните 5 глава. Што вели Павле во Ефесијаните 5 глава за црквата, за својата невеста? 26 и 27 стих. Ефесијаните 5, 26, 27. За да ја освети, очистувајќи ја со водното капање во Словото, и да ја представи пред себе славната црква која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. И ако отвориме во 19 глава од Откровение, кај што се спомнува јагнетовата свадба, че свадбата на јагнето, на Исуса Христа, со својата невеста, со својата црква, што вели пак овде? Да се радуваме, 7 стих од 19 глава од Откровение, и да се веселиме и да му воздадеме слава, зашто дојде јагнетовата свадба и неговата жена се приготви и беше дадено да се облече во светло и чисто ленено платно. Христовата црква, Божјата црква, на крајот целосно ќе го отсликува Божиот карактер. И затоа ќе биде дадено да се облече во тоа чисто бело ленено платно, баш како една вистинска невеста, без никаква дамка. А сега кога сме кај облеката на првосвештеникот, што таа символизира? На посебно значење. Дотвориме во Излез 28 глава, иако целата глава, значи ова е премногу, цели 2 страни, зборуваат за тоа како за сите детали што требало да бидат, значи, дел од таа облека на првосвештеникот. Сега да не спомнуваме се, меѓутоа, еве ќе спомнаме капата што ја носил првосвештеникот. И 36 стих, значи од 28 глава Излез. Потоа направи една плоча од чисто злато и врежи врз неја како што се врежува врз печатниот прстен, Господова светост.
Врзи ја капата со сина врвца, за да стои однапред на капата. Значи, златна плочка, на која што стоело запишано Господова светост. Што всушност требало да представува просвещеникот? Таа негова облека. Токму Христовиот карактер. Еве еден цитат. Примерок од тоа како треба да изгледа свештеничката облека му бил покажан на Мојсија на гората. Токму ова што е запишено во Излез 28 глава. Секој дел од првосвештеничката облека, значи буквално секој дел, како што и секој дел од светилиштето укажувало на Христа, така и секој дел од првосвештеничката облека и начинот на кој што требало да биде изработена, бил посебно нагласен. Ако сакате по-конкретно, подсетете се, дома читете оваа 28 глава, ќе видите како секој детаљ бил прецизно направен и секој од него со посебна причина. Чи посебно нагласен, како што вели овде Елен Вајд. Таквата облека била користена за најсвечена намена. Преку неа на народот му бил прикажан карактерот на великиот првосвештеник Исус Христос. И сега, постои закон. Во Левит 21.10 се спомнува дека првосвештеникот во ниту една прилика не смел да ја распара, да ја скине таа првосвештеничка облека. Токму самиот факт, еве, спомнавме, тоа го представува карактерот на великиот првосвештеник, нашиот Господ Исус Христос. 21.10, еве, спомнав Левит. А веле свештеникот од своите браќа, на чија глава е излеано масло за помазание и кој е осветен да носи света облека, нека не оди се откриена глава, ниту да ја раскинува својата облека. Но, како што евреите си додавале X човечки повелби и закони, и за саботата, и за многу други работи, така и овде си додале, значи, единствен случај кога првосвештеникот можел да ја раскине својата облека, било кога? Кога се случува богохулење. Еве да отвориме сега во Матеј 26 глава и да се подсетиме повторно на тие мигови. Таа вечер, четврток спрема петок, кога Исуса го шетаат буквално од Ана, кај Кајафа, кај Ирод, кај Пилат, кај Ирод, пак кај Пилат. И кажавме, зборувавме за тоа како бил осуден. Кој го предал? Чи го предал еден од 12-те? Бил осуден од целиот, од својот народ. Народот кај кого што дојде, а не го примија. И целта на оваа денешна тема е да видиме во каква состава се наоѓала црквата Божија тогаш, односно самите свештеници, па еве и првосвештеникот, и каква поука можеме да извлечеме ние денеска. Конкретно преку овој случај кога Кајафа, тогашниот првосвештеник, ќе ја раскине својата облека пред Исуса. Значи 26 глава Матеј кажав, од 57 стих читаме. Под насловот овде гласи Исус пред Синедрионот. А оние кои го фатија Исуса го одведува при првосвештеникот Кајафа, каде беа собрани книжниците и старешините. А Петар врвеше по него оддалеку до дворот на првосвештеникот и откако влезе внатре седна со слугите за да го види крајот. А главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исуса за да го убијат и не најдоа. Да се подсетиме на минатата проповед на Јани. Сатрапите, оние министри, како да ги наречеме, од времето на Медоперсиското царство, кога евреите биле под робство, барале кај Данијел да најдат нешто. Меѓутоа не можеле да најдат. Па измислиле да му закон, го натерале царот да спроведе закон во трајање од 30 дена, нели? Ако некој се клања на некој друг, освен на нивниот Бог, тогаш да биде казнет. И овде го имаме Исуса како пример, најсовршен пример за сите нас. Бара било што за да посведочат, за да го осудат, но не најдоа ништо кај Израелевиот светец. И иако дојдоа многу лажни сведоци, и најпосле дојдоа двајца сведоци и рекоа: овој рече, можам да го разурнам Божиот храм и да го созидам за 3 дни.
Да, Исус тоа го рече во една прилика, меѓутоа тој мислеше на своето тело. И со тоа укажа на својата погибел, на своето воскресение. Тогаш првосвещеникот стана и му рече: ништо ли не одговораш? Што сведочат овие против тебе? А Исус молчеше. Првосвещеникот му рече: те законувам во живиот Бог. Пазите, првосвещеникот и глава на црквата, најголема позиција. Те законувам, значи, тој се однесува толку побожно, сите негови движења може да замислите какви се. Како денеска имате еден куп такви самонаречени или, не знам, свештеници, вакви, такви, онакви, кои што тврдат дека му служат на Бога. Те законувам во живиот Бог да ни кажеш, дали си ти Христос Божиот син? Исус му рече: ти рече. Но јас ви велам, осега ќе го гледате човечкиот син како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Секајќи да каже, кога ќе дојдам во втор пат. И овој стих кој што укажува на тоа дека и Кајафа, и Јана, и сите оние, и Ирод, и Пилат, кои што учествувале во осудата Христова и во неговото распнување, ќе бидат специјално воскреснати за да, значи, неколку дена, некоја време пред Христовото доаѓање, за да бидат сведоци на овој момент. Затоа и Исус ово им го вели. 65 стих. Тогаш првосвещеникот ја раскина својата облека. После овие зборови Исусови, првосвещеникот ја раскина својата облека. И што вели? Го хули Бога. Зошто не се потребни уште сведоци? Ете, сега ја чувте хулата. И што мислите? И сите велат, заслужува смрт. Ако има негде во Библијата лицемерие, ова е врв на сите лицемерие. Првосвещеникот. Сите знаеле. Народот знаел што значи овој чин, затоа што во нивните правилници, во Талмудот, во Мишната, ете, бил споменат тој момент, исклучок, кога првосвещеникот може да ја раскине својата облека. Во знак на гнасење, кога се хули Божјето име. Покажувајќи на тој начин колку тој е побожен. А слеп не гледа дека спроти него токму стои Бог, Божиот син. Ова само ни ја опишува ситуацијата на свештенството во тоа време. Состојбата во која што се наоѓало свештенството. А знаеме дека хулење било кога човек ќе се прави Бог, како што во случајов Исус наводно, според нив, обичен човек, знаат од каде му е потеклото, кој му е мајка и кој му е татко, а тој се прави Бог. И за таквите Мојсе дал закон дека треба да се каменуваат. Сето ова, значи, се случува ноќта четврток спрема петок. Значи, рано изутрина, може би 2-3 часот рано изутрина, средбата меѓу Кајафа и Исус, Божиот син. Кајафа, во знак на гнасење, од тоа богохулие што Исус ќе окаже под наводници, богохулие, ја раскинува својата облека. Заради ваквото раскинување на својата облека, читам цитат, со лицемерна ревност, првосвещеникот би можел да биде обвинет и изведен да му се суди пред Синедрионот. Тој го направил токму она што според точно одредената Господова заповед не смеело да се стори. Значи, Господова заповед било дека првосвещеникот никогаш не треба да раскине својата облека. Но тие си имале свој правилник. Како што денеска и црквата има свој правилник, па многу работи се косат со Божјата реч. И обично тој правилник се користи за да се воспостави некоја си дисциплина црковна. Стоејќи под Божиот суд, тој на Христа му изрекол пресуда како на богохулник. Сите своји постапки спрема Христа Кајафа ги вршел како црквено-духовен судија, како званичен првосвещеник. Но, ќе кажете, па да, тој е првосвещеник. Начело на Божјата црква. Но го осудува за богохулие самиот Божи син. Затоа реков врв на лицемерие. И во каква состојба може да се најде и самиот водач, самиот свештеник
Да не зборуваме за народот кој што токму од тие свештеници бил поттикнат многу повеќе, значи да вели распни го, да го осудат Христа. Свештеничката, но да ја завршам реченица, сите своји постапки спрема Христа Кајафа ги вршел како црквено духовен судија, како званичен првосвещеник, но тој не бил од Бога одреден првосвещеник. Не значи, ако си свештеник во Божјата црква, и дека си воден од Духот Свети, дека навистина си побожен, и дека Бог стои за тебе. Свештеничката облека ја раскинал за да, оставајки впечаток на присутните, како наводно бил згрозен со гревот на богохулие, всушност го прикрие срцето полно со безбожност и пороци. Неверојатно. Врв на лицемерие. Со овој чин го прикрива своето срце, полно со гревови, со безбожност, со лицемерие, со пороци. Тој делувал под инспирација на самиот Сатана. Па нормално, кој е тој кој што сака да го убие Бога, да го убие Божиот син? Сатаната. И може би треба да се замислиме оно што го кажал тој брат Вајта, или како го наслови Браславе, што сакал да каже, може би со зборовите црквите наши губија Христа. И ние самите губивме. Да, сите ние учествувавме во раснувањето Христово, но прашање е дали се уште го убиваме сега во овој миг, дали сме во една таква состојба, дали сме свесни во која состојба сме. Затоа што ништо поинаку нема да биде кога Исус ќе дојде по втор пат во Божјата црква. Историјата се повторува. Гледаме правосвещеник кој што наводно покажува таква побожност, надворешно, раскинувајќи својата облека, да покаже, ете, како тој ја брани Божјата чест. Покажувајќи гнасење кон во случајот Божиот син. Поради наводно негово хулење. Вели во следен цитат, под величествената првосвещениска облека го вршел делото на Божиот непријател. Има ли такви денеска? Ова е може би проповед највеќе наменета за мене, но не значи дека вие сте исклучени од тоа. Надвршна побожност. И то пред се присутна токму кај свештенството. Под величествената првосвещеничка облека го вршел делото на Божиот непријател. Делото на сатаната, на самиот сатан. И еве што вели еден друг цитат. Тоа свештениците и верските водачи не престанале да го повторуваат се до денес. Не е нешто поинаку денес. Ке подсетам на еден цитат, што го спомнавме минатите саботи. Еден Вајт вели, онаму каде што еден глас се слушал распни го, кога Исус би дошол денеска, сега на место тој еден илјадници би викале распни го. Состојбата е многу полоша, за жал. Со Кајафа престанало еврејското правосвештенство. До таму отишел Божиот народ во тоа време. Со Кајафа престанало еврејското правосвештенство. Овој горд, дрзок, злобен човек ја докажал својата недостојност да било кога ја облече просвещеничката облека, тој ниту имал капацитет, ниту авторитет од небото. И можете да бидете свештеник во Божјата црква, но со чив авторитет сте поставени? Дали небесен или... Ете сте завршиле школа во Белград или Марушевец или не знам кај и по некоја си логика на нештата, вие станувате свештеник. Секавате кога Исус ги избира апостолите, колку ми не избрал? Ако речете 12 грешите. 11. Јуда самиот се понудил. А Исус не одбива никого. Читав ми за тоа, подсетите се.
А потоа на негово место нели доаѓа 12-тиот. Тој немал нито еден зрачок светлина од небото што би му покажал што всушност представува работата на првосвештеникот. Со таквата служба било невозможно било што да се усоврши, затоа што и самата била изопачена. Значи, толку се изопачила свештеничката служба во времето Христово. Се е изгубило од вид. Целата служба во храмот била едноставно форма, обична форма. Ништо од тоа повеќе. Па знаете, самиот храм бил претворен во, како што вели Исус, трговска куќа или ајдушка пестера, не знам како на два пати таму кажува различни изрази. Со таква служба било невозможно било што да се усоврши, затоа што и самата била изопачена. Свештениците биле тирани и измамници, полни со замисли за амбиција. Тоа им било битно. Божјата милост не можела за нив да стори ништо повеќе. Че видите, кога вие како правосвештеник го обвинувате Божиот Син, бодно го обвинувате за хулење, па дури и тоа демонстративно го правите кинејќи ја облеката за да оставите посилен впечаток пред другите, вие тоаш, ја не можам поинако да се изразам, освен да кажам дека хулите на Светиот Дух. Тоа е хуло на Светиот Дух. Читате во цитатите, Елен Вајд кажува дека кога работата на Светиот Дух вие ја нарекувате како работа на оној другиот Дух, вие хулите на Светиот Дух на тој начин. Значи, некој кој што врши Божја работа, а вие го квалификувате како некој кој што всушност, се секавате, еве го примерот, кога Исус изгонувал често пати демони од луѓето. Што велеле? А со силата на Велзевув ги изгонува демоните. И тоа е веќе хулење на Светиот Дух. Многу озбилна работа. Ќе речете, да, ама Кајафа е правосвештеник. Но, спомнавме, без небесен авторитет. Дори овде вели еден цитат од петиот волумен на библискиот коментар на Елен Вајд, практично Кајафа повеќе не бил правосвештеник. Прочитавме, видовме дека целото правосвештенство било толку изопачено. И толку далеко отишло. Свештенството до таа мера се изопачило што Кајафа, кога Христос изјавил за себе дека е Божи син, во лицемерен ужас е расправил својата облека и го обвинил светецот Израелев за богохулие. Ево уште еден цитат од Копнешот на вековите. Раскинувајќи ја својата облека, Кајафа го погазил Божиот закон за да го следи човечкото предание. Значи, тоа дека може да ја раскине просвещеникот својата облека било човечко предание. Нивна измислица. Денеска мнозина се тие кои што го погазуваат Божиот закон за да одат по човечки преданија. За жал ги има многу, еден куп. Но, овде станува збор за водечкото свештено лице во Божјата црква. Според законот, што го поставиле луѓето, било можно во случај на хула против Бога свештеникот да ја раскине својата облека. Народот со интерес ја следел секоја постапка на просвештеникот. Че видите колку народот бил, колку народот гледал со доверба, со воскит кон просвештеникот. Знаете ли, ова е еден од основните причини зашто Исус бил распнат. Затоа што луѓето ги слушале свештениците. Слепо и верувале во се и се што. И видите сега, внимателно ја следеле секоја негова постапка со интерес. И Кајафа мислил дека со тоа што ќе ја покаже својата побожност, ќе остави подобар впечаток. А тоа го покажал со раскинување на облеката. Со гнасење ради хулата што наводно ја изрекол Исус. Меѓутоа со ова дело самиот тој похулил против Бога. Затоа реков дека ова е врв на лицемерие. Страшна состојба во која што се нашло свештенството. Му изрекол смртна пресуда на Христа како на богохулник, а сам бил под Божја осуда. Доека Кајафа ја кинал својата облека, неговиот чин го одбележал местото што ќе го завземе еврејскиот народ пред Бога. Некогаш саканиот Божи народ се одвоил
од него и бргу станувал народ кога што Јехова не го признавал за свој. Кога Христос извикал на крстот се сврши и кога завесата на храмот ќе се раскине на два дела, светиот чувар прогласил дека еврејскиот народ го отфрлил него, кој бил предслика на сите нивни символи, срцеви на сите нивни слики. Израел се одбил од Бога. Кајафа сега можел да ја искине својата свештеничка облека, можел да прави шо сака. Циркуси да прави, ако сака, во храмот Божи, се било залудно. Сето тоа веќе не е дел од Божиот план. Сето тоа веќе не е Божие свештенство. Како беше Ихавот, Божијата слава не напушти. Кајафа сега можел да се што сака да направи, зашто ниту за него, ниту за народот таа немало повеќе никакво значење. Нити облеката, нити ништо. Првосвештеникот можел да ја искине својата облека, згрузувајќи се над себе и над народот. Попрво треба да се згрози над себе. Кога се раскинала завесата во храмот, кога Исус ќе извика се сврши, кога ќе издивне, овде стои во еден друг цитат од библискиот коментар: светиот стражар, кој што и на Валтазаровата гозба бил невидлив гостин, и кој што ќе запише мене текел уфарси, били те измерив и се најден лесен, истиот тој прогласил дека еврејската нација повеќе не ја представува Божјата црква на земјата. Иеко до 33-та година со каменувањето на Стефан имале прилика да се покајат, да се повратат. И сега, во тие мигови се кинело и нешто друго. Ова е она што највеќе треба да го запомнеме од случајов. Кажавме дека клучни моменти во нашиот од со Христа, со Бога, во нашиот духовен живот се скршен. Треба да го скршите својата јас, својата волја. Распнат. Да се распнете. И сега овој момент е битен. Во тие мигови се кинело и нешто друго. Христос тагувал заради престапите на секој човечко суштество. Тој го носел товарот дури и на вината на Кајафа, нормално, не зел вината на секој од нас. Познавајќи го лицемерието кој се криел во неговото срце, доека дволично ја раскинувал својата облека, Христос не ја распарал својата облека, туку душата била таа што му била распарана. Поради ова и ќе издивне на крстот. Не од физичките болки, па знаете дека висели по неколку денови. Тој е единствениот кој што многу бргу издивнал. Останатите не биле мртви, па морале да им ги кршат колената. Значи, не од физичките болки, туку затоа што душата, срцето му било распарано од болка. Облеката на неговото човечко тело било распарана додека висел на крстот, земајќи ги на себе гревовите на целиот човечки род. Со неговото страдење и смрт отворен е нов и жив пат. Но тој нов и жив пат не се следи со лицемерие, не се следи со надвршна побожност. Ние така само самите себе се залажуваме и сме многу лошо сведоштво за останатите, како што зборувавме во поуката. Тивки убијци, како што рече самиот брат Славе. Туку со скршено срце, односно скршено јас, скршена волја, со раснато јас и со распарана душа. Кое е искуството? Ова е што овде е спомнато, треба да го има Божиот народ. Дотвориме во Езекијел 9 глава. Пошто ви е познато оваа глава? Овде е опишено запечатувањето на Божиот народ. Ознаката Тау се става на челата на оние кои што? Што веле 9 глава Езекијел? 4 стих. И Господ му рече: помени низ градот Иерусалим и обележи ги со знак Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. А не оние кои што се удираат во гради, колку се тие побожни. А всушност се полни со лицемерие, со грев, со пороци. Отвориме во Јоел. Книгата на пророкот Јоел,
Се наоѓа пред Амос, а после Осија. Секојаш ми е проблем да ги најдам овие мали пророци, така наречени, ама еве сега брзо се снајдов. Јоел 2 глава, што вели првиот стих? Трубете во труба на Сион, дајте требове на светата ми гора, нека трперат сите жители на земјата, зашто доаѓа Господовиот ден. Да, тој е близу. Дали овие зборови се вистина за денешен ден? Ако тогаш било, сега уште повеќе. Со секој ден од живеан од нашиот живот, ние сме поблизу до тој ден, до Христовото доаѓање. И што треба да правиме? Каков треба да биде нашиот живот? 12-13 стих од истата глава, Јоел. Но и сега, Господово е словото, вратете се кон мене со сето свое срце, во пост, плач и ридање. Раскинете ги што? Срцата, а не своите облеки. Обратете му се на Господа вашиот Бог, зашто тој е добар и многу милостив. Тој ќе се сожали над бедата. И Захарија 12.10. Захарија 12.10. А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух и ќе гледаат на оној кој го прободува. И ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Вистинското покаяние значи одвраќање од гревот и жал, не само заради тоа што сум му сгрешил на братот или сестрата, туку пред се затоа што сум го распнал Исуса на крстот. Вистинското покаяние не е надворешно некоја манифестација, кинење на облека или било што, за да пред другите покажам, ете колку јас се кајам, колку сум побожен. Не, треба се раскине срцето. И денес вели еден цитат од Ривиан Хералд: мнозина кои тврдат дека се христијани се наоѓаат во опасност да ги распараат своите облеки, покажувајќи однадвор дека се кајат, доека срцето не им е скршено ниту одмекнато од милост. Заради тоа многумина продолжуваат да грешат во својот христијански живот. Значи, ако вие вистински не се покајате, ако не жалите ради тоа што се го распнале Бога, Христа, тогаш нема да се одвратите од тој грев, ќе го повторите повторно. Како беше оној стих? Жалот по Бога носи покаяние. Значи, не е надворешно некое кајање, распарување на облеката, не, распарување на срцето наше. Тие надворешно покажуваат жал за сторениот грев, но нивното кајање не е такво што нема да има потреба од кајање. Запазив, тоа е последниот ред. Нивното кајање не е такво што нема да има потреба од кајање. Значи, ќе се покајате, онака, формално, и утре ќе се покајате заради тоа што сте се покајали. Толку трае тоа, некојаш само за миг, може би некојаш само за време, доека се легените пред нас за време на света вечера и прости, после тоа исто. И ќе кажеме пак, па фала на Бога на некој начин што 4 пати во годината го имаме таа прочка, не еднаш како светот околу нас, така да може и почисто да си проштаваме. А ништо од тоа ако тоа е формално, ако не е раскинато срцето, вистински. Ако ја кинеме само облеката, тогаш ние сме слични на Кајафа. И уште еден цитат, и со ова ќе ги завршиме. Зошто се сеќавате дека облеката, која што е носил на себе Христос, ова е како плюс нешто, може би не во склоп на тема, меѓутоа го забележав во овој момент, затоа што исто така може да биде битен и да не потикне на размислување. Дали војниците сакле да ја разделат облеката меѓу себе, што Христос ја носил, нали? И дали ја разделиле? Или фрлале ждрепка на кого ќе му се падне? Цела, тој хитон. Фрлале ждрепка, за да се исполни и Словото, но, знаете ли зошто не била разделена? Еве еден цитат од оние рачни ракописи на Елена Вајт. Христовата целовита наметка го представува единството што треба да постои во црквата. Интересно. Зато не била разделена.
И затоа и таа првосвештеничка облека не требало никогаш да се кине. Христос е еден. Христос е единствен. И Божјата црква треба да биде единствена и на крајот, како победничка, ќе биде една. Ќе биде едно со Христа, ќе биде едно со Бога, вистински ќе опредставува неговиот карактер. Ќе се исполни онаа Христова молитва во Јован 17 глава. Нека Бог ни помогне да навистина сведочиме со својот живот пред се. Да бидеме вистински негови сведоци, следбеници, со вистинска побожност, вистинско кајање. И на тој начин светот ќе познае дека не сме глумци, туку дека вистински му служиме на Бога и не мора многу да проповедаме тогаш, доволно ќе биде она што ќе го покажуваме со својот живот за да дојдат и за да се приклучат на Божјата црква. Нека му е слава на Бога за овие поуки што ни ги дал и преку средбата со Пилат, и со Кајафа, и сите овие сцени последни од Христовиот живот навистина се богати со значење. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.